Во наредните денови не очекува променливо облачно и навистина студено време. Тука од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат и утренски температури до минус 22 степени. За тоа каква ќе биде временската прогноза во наредните денови и до кога ќе трае ова студено време, ќе разговарам со дежурниот синоптичар Ленче Ризова. Добро вечер и добро ни дојдовте во дневникот. Граѓаните навистина се израдуваа на снегот, но снегот може да донесе секако и многу негативни последици доколку наврне многу. До кога може да очекуваме вакви врнежи од снег? Така, добро вечер. Значи, еве денеска до крајот на денот се уште ќе имаме локални слаби врнежи од снег, значи врнежите ќе бидат со послаб интензитет и на некои места веќе и постепено ќе престануваат. Меѓутоа во наредните денови ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, меѓутоа многу студено, а на планините ќе има провејување натаму, ќе провејува, значи само слаб снег. Инаку студено ќе се задржи како во утринските часови, така и преку денот. Утре дневните температури ќе бидат и пониски од денешните, ќе се движат некаде од минус 13 до минус 6 степени, додека утринските секако ќе бидат пониски. Меѓутоа најниски утрински температури очекуваме во недела, еве како што веќе спомнавте, значи ќе се спуштат на некои места и до минус 22 степена, додека дневните наредните денови ќе бележат тенденција на постепен благ пораст, меѓутоа се уште тоа не значи дека ќе имаме високи температури, туку се уште ќе се задржат под нулата на секаде низ земјава. Малку така извесно затоплување со позитивни дневни температури, барем според сегашните материјали ќе имаме дури во наредниот четврток. Во кои места во Македонија има наврнато најмногу снег досега? Значи снежна покривка има формирано на секаде во земјава, значи цела наша територија на нашата држава е под снежна покривка. Најмала снежна покривка има во Претор 8 см, додека еве највисока е во Маврово и Анови 83 см. Од градовите највисока снежна покривка има во Тетово 40 см, еве Скопје 18, иако таа веќе со ветерот кој што дува сега веќе почна со умерен до засилен интензитет, значи има и разнесување на снегот, така да таа на некои места ќе се намали. Меѓутоа, со оглед на тоа што во јужните делови продолжуваат снежни врнежи со слаб до умерен интензитет, значи можно е во некои места и за уште некој сантим да се зголеми. Така ви благодарам за разговорот. Лидија, препораките се да бидеме нормално топло облечени и по можност да не се движиме надвор за време на утринските часови.